Одиме со вториот разговор. Орце Симов е веќе во студиото на телевизија 24. Господине Симов, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да зборуваме за една интересна тема, вештачката интелигенција во контекст на медицината. Благодарам и на вас за поканата. Покомпетентна личност за оваа тема не можев да најдам, бидејќи вие сте, освен представник или председател на агенцијата за АЕК, да. Потоа сте професор електроинженер на факултет, имате компанија стопанственик во однос на IT индустријата. Да. Значи, можеме да зборуваме на долго и на широко во однос на вештачката интелигенција. Сакав сега да се фокусирам, имаше настан пред неколку дена, каде што се зборуваше за примената во медицината. Како може се тоа да се примени и колку ние сме далеку со нашата медицина и оваа примена на вештачката интелигенција? Да го почнеме вака разговорот. Да. Изминатиот викенд Комората за приватно здравство на Македонија организираше за прв пат после долги години настан така наречено настан сајм за медицина, на кој што фокус беше даден на иновативните технологии во медицината, на дигиталната трансформација, на вештачката интелигенција во медицината, како тие може да се применат во Македонија, каков бенефит може да дадат. И Комората на приватно здравство побара и помош од мене за организација на тој настан, така што јас максимално што можев помогнав да се организира настанот, а исто така и учествував на два панели на кои што ги дискутиравме овие теми кои што ќе бидат многу значени во иднината на медицината и во светот, па и во Македонија. Инаку, вештачката интелигенција и дигиталната трансформација во целата економија и особено во здравството може да дадат голем придонес, може да ја подобрат ефикасноста на работење на медицинските работници, да дадат увиди кои што без вештачка интелигенција и без дигитална трансформација, без податоци во дигитална форма не се можни. Така што нивната примена во иднина ќе биде се поголема и поголема и се до тоа ќе биде на задоволство на самите пациенти, односно на подобра здравствена заштита на самите пациенти. Ако во приватната медицина, приватните болници е речиси изводливо, што правиме со државното здравство? Колку тоа е далеко од ваква дигитална трансформација? И приватното и јавното здравство во иднина мора да одат кон дигитална трансформација и кон примена на вештачка интелигенција. Затоа што во јавното здравство, доколку не ги применува тие нови технологии кои што ќе дадат голем бенефит и за медицинските работници и за самите пациенти, тоа разликата на квалитет на услугите меѓу приватното и јавното здравство ќе биде многу голема, а тоа не смее да се случи, така што и јавното и приватното здравство не смеат да имаат многу голема дискрепанца во квалитетот на услугите кои што ги даваат. Во иднина многу ќе се инвестира во овие технологии. Еве еден пример, една од најпознатите клиники, Мајо клиниката во светот, таа во наредните неколку години планира да инвестира над $1 милиарда само во развој и примена на вештачка интелигенција во медицината. Вештачката интелигенција во медицината ќе има примена во многу сфери. Таа ќе помогне да се подобри многу дијагностицирањето, затоа што вештачката интелигенција може да анализира голема количина на податоци во одреден временски период. Потоа може да пристапува на разни бази на податоци преку интернет на разни системи. Да открие што има, така? Да проучи, да најде, да пронајде одредени шаблони на податоци, доколку ги има тие и тие податоци, доколку во минатото го има тоа и тоа, може да предвиди дека може подобро, поточно да се одреди дијагнозата и самата вештачка интелигенција може да биде многу добар асистент на докторите и на останатите лица, медицински лица кои што работат во здравствениот сектор. Потоа, вештачката интелигенција се покажа како многу добра при анализа на медицински слики. На сликите кои што се добиваат од рентген, од компјутерска томографија, од магнетна резонанца, самата препознавање на одредени облици во тие слики кои што не се добри, кои што покажуваат кон развој на одредени болести, компјутерските алгоритми многу подобро од човекот го работат тоа. Дополнително, тука предност и ефикасност имаме тоа што
луѓето треба одреден период од денот спијат, одат на одмор, по некој пат се наболедување и така натаму, машините можат да работат 24 часа во текот на денот. Без човечки фактор. Без човечки фактор. Значи, од голема е примената и голема ефикасност и голем е бенефитот од анализата на медицинските слики. Од апаратите медицински кои што ги прават тие слики, треба да се зачувуваат истите во дигитална форма, да се сместуваат во некакви бази на податоци и потоа софтверски алгоритми базирани на вештачка интелигенција можат многу добре да ги анализираат и да го забележат тоа, дури човек, лекар искусен што не може да го забележи и да укажат на појава на одредени несакани медицински состојби. Понатаму многу голема примена вештачката интелигенција има во предвидливата медицина и превентивната медицина. Може да се анализираат историјата на лекување на самиот пациент, диагнозите кои ги имал, рецептите кои биле давани, упатите кои биле давани врз база на тоа да се заклучи, предвидливо да се заклучи какви болести би можеле да се развијат кај тој пациент, како да се спречат, како да се ублажат и уште пред да се појават тие болести да се преземат одредени активности за да не дојде до тие несакани состојби. Во Македонија... Може ли да ве прекинам секунда, ќе ми кажете, може ли 100% да го замени докторот? Во блиска и во средна иднина би рекол дека вештачката интелигенција нема 100% да го замени докторот, таа ќе биде асистент, односно помошник на лекарот и на останатиот медицински персонал. Ќе му помога, ќе му даде одредени увиди кои што сабиот не би имал време да ги направи. Како второ мислење ќе пристапи до различни, затоа што многу често медицински податоци за одреден пациент се сместени во разни бази на податоци. Лекарот нема време да пристапи до сите тие бази на податоци. Понатаму може да има некои нови сознанија за одредени болести, за одредени диагнози. Вештачката интелигенција може да пристапи преку интернет до такви медицински бази на податоци, да го извлече тоа што е потребно, да му даде нов увид, нов поглед на работите на лекарот и во блиска иднина и во средна иднина тоа ќе биде помошник кој што ќе даде значителен придонес во работа на медицинскиот персонал. На некој начин ќе го ублажи недостигот на медицински лица и тоа што се повеќе заминуваат од Македонија и во светот има недостиг на лица. Според некои истражувања до 2030 година во светот има недостиг на 18 милиони здравствени работници, од кои што најмалку 5 милиони ќе бидат лекари. Значи, животниот век на луѓето се зголемува, популацијата во светот расте, така што недостигот од медицински персонал ќе биде до 2030 година најмалку 18 милиони лица. И одредена ефикасност, подобрување на административното работење, пишување на извештаи, да лекарот потоа или медицинското лице треба само да ги прегледа дали се во ред во тие извештаи, потоа говорно диктирање на пишување на извештајот може да заштеди дури до 67% од времето на лекарот. Наместо лекарот да по прегледот на пациентот, по обрнување на внимание на самиот пациент, заклучување каква е неговата состојба, потоа да го пишува на компјутер, на тастатура, да го куца извештајот за неговата состојба, тој може да го диктира, вештачката интелигенција да го препознае говорот и да го напише во извештај. Значи, тоа може да води кон над 67% зголемување на ефикасноста на самиот лекар, а со тоа и овозможување на времето кое што ќе го заштеди да го посвети на подобра здравствена заштита на пациентот. Овој начин заменува 4-5 професии, како што може да ги пресметам додека зборувате. Еден да сработи, друг да напише, трет да пренесе. Може да ги прегледува и да пишува извештаи на снимките од рентген, од магнетна резонанца, од компјутерска томографија. Лекарот само да ги прегледа тие снимки, да види дали е се во ред. Потоа може да ги истражува базите на податоци. Тоа сакав да го спомнам. Во Македонија особено е можно тоа затоа што ние бевме една од првите, ако не и прва земја во светот која што ја направи управата за електронско здравство и познат во јавноста мој термин, каде што се собираат од 2013 година сите медицински податоци, најголем дел од медицинските податоци во една база. Да рече, сите матични лекари, сите стоматолози, специјалистите, па и лабораториите. Да, кога ќе отидеме ние кај матичен лекар,
сите податоци од прегледот, диагнозата, анамнезата се праќаат и се запишуваат во базата во мој термин. Потоа сите упатувања со упатните диагнози, со состојбата се запишани во мој термин. Рецептите кои што се препишани, таблетарна терапија и на позитивна листа и на комерцијалните листи, на тие розови рецепти, сето тоа се наоѓа во Управата за електронско здравство во системот за мој термин и тоа представува една огромна база на податоци во која што има и диагнози, и рецепти, и упати и истото дава голем потенцијал таа база да биде истражувана и обработувана од алгоритми на вештачка интелигенција кои што те можат да предвидуваат идни несакани состојби и болести кај одредени пациенти и да даваат можности за рана превенција, за превземање одредени активности за да се ублажат или за воопшто да не дојде до тие болести, а исто така и на персонализирана медицина, персонализиран третман, да третманите не се исти за сите пациенти, туку да зависат врз база на генетските фактори, за историјата која што имаат, во нивните семејства, какви диагнози, болести има и така натаму. Колку се применува кај нас во моментов? Дали некоја од болниците применува, без да кажеме, за да не правиме реклама или антиреклама, во приватното или во државното здравство, се применува негде вештачка интелигенција? На некои машини, на некои методи? Во јавното здравство немам информација дека се применува некаде. Вештачка интелигенција генерално во Македонија, според мои сознанија, јас што ги имам, се применува највеќе во така наречени чет-ботови. Имаме одреден хелп деск, одредено ниво на помош која што треба да се дава во некаква институција, некој поставува некакви прашања и наместо тоа луѓе да го одговараат со телефонски повици и со да ги одговараат прашањата и така натаму. Во многу институции, па и во приватни компании се поставени, во банки се поставени така наречени чет-ботови. Во нив се внесени областа на проблематика на делување и на работа на таа институција со правилници, можни проблеми, одговори, кој е делокругот на работа, голема база на податоци. Вештачката интелигенција и тие јазични модели ги проучуваат тие податоци и потоа до одредено прилично високо ниво се спремни да одговараат на прашања на клиенти. И во најголем дел примената на вештачка интелигенција сега во нашата земја се сведува на тоа. Меѓутоа во иднина не многу практично. Да, не многу применливо, меѓутоа во иднина и ние мора да фатиме чекор со светот затоа што зборувајќи за приватниот сектор, во иднина ќе има компании, два вида на компании во иднина ќе има. Компании кои применуваат вештачка интелигенција и дигитална трансформација и компании кои што не постојат во иднина. Значи, тие што нема да применуваат вештачка интелигенција и нема дигитално да се трансформираат, тие нема да можат да даваат такво ниво на степен на услуги на нивните корисници. Нема да можат брзо да иновираат, нема да можат брзо да работат и да ги задоволуваат потребите на корисниците. И нивната конкуренција која што го употребува тоа, ќе биде многу побрза, многу подобра, многу поефикасна и на тој начин по природен пат компаниите кои што нема да ги пременуваат овие технологии ќе исчезнат. Еден таков покарактеристичен пример е една многу голема компанија во светот што повозрастните гледачи ќе се сетат на неа, тоа е компанијата Kodak. Таа компанија на времето вредеше милиарди долари. Таа главно произведуваше филмови за аналогни апарати. Апаратите не беа, фотоапаратите не беа дигитални како што се сега, туку во нив требаше да се стават одредени филмови, па низ некоја хемиска постапка да се развие фотографијата. Со 32 пози. Да, така е. И таа компанија беше доминантна во светот. И парадоксално тука е што таа компанија 70-тите години ја иновираше, го измисли дигиталниот апарат. Меѓутоа на некој начин се спротивставуваше на неговата примена. И потоа дигиталните фотоапарати целосно го уништиат нивниот бизнис, така што од една компанија што вредеше десетици милиарди долари, што правеше годишен промет во милиарди долари, сега не постои. Значи, наши компаниите во светот... Не продолжи компанијата со дигиталната трансформација? Не продолжи. Сега има многу мал обем на работа. Се уште мислам дека постои таа компанија, на обемот на работа е многу мал. Ама во аналоген свет? Па
Или сменија нешто, не верувам, може би работат нешто во аналоген свет, меѓутоа обемот на работа што го имаат е далеку намален и може би се мери прометот во неколку милиони долари годишно од нешто што пред 20 години се броело во милиарди. Нашата генерација, или ете, може би генерациите што го живеат овој дел од општеството, виделе како било во аналогниот свет, истото го разговарав и со претходната гостинка, сега сме во дигитализација, подиме на вештачка интелигенција. Колку можеме, знаејќи како се живеело порано и знаејќи колку треба да биде докторот стручен, добар, да веруваме ние на компјутерот, да веруваме на вештачката интелигенција. Можда ли е грешка? Затоа во овие моменти сега се во развој е таа технологија, вештачката интелигенција и незината примена и во медицината. Колку треба да бидеме скептици или оптимисти, за тоа ми е прашањето. Услугите, цело медицинските услуги што ги даваат здравствените установи во моментот нема да се подпираат само на тоа што го работи вештачката интелигенција. Вештачката интелигенција ќе биде помошник. Таа ќе се базира на модели за машинско учење, кои што анализираат голема количина на медицински податоци и врз база на тоа како асистенти ќе му даваат увид на лекарот кој што е човек. Тој ќе може да се подпре на вештачката интелигенција, меѓутоа нема крајната одлука, нема да ја носи самата Последниот збор сепак ќе го има докторот. Збор ќе го има докторот, човекот а не вештачката интелигенција. Таа само ќе даде проширени можности на здравствениот персонал. Ќе му даде проширен увид. Ќе истражи огромна база на податоци, ќе пристапи до најновите достигнувања што ја има во фармацијата, најновите развиени молекули, односно лекови за решавање на одредени болести, кои се нивните карактеристики, врз база на состојбата што ја има самиот пациент, неговата историја, неговите диагнози кои што ги имали, кои што се запишани во базите на податоци, што е најдобро да биде применето. Сето тоа ќе му биде ставено во одредена обработена форма на самиот медицински персонал и тој сепак човекот понатаму ќе одлучи како и што ќе се лекува самиот пациент. Меѓутоа ќе добие една поголема ефикасност и проширен увид кој што без вештачката интелигенција не би можел да го има. Да речеме, вештачката интелигенција може да даде многу голем допринос и при развојот, и се смета дека во иднина ќе даде голем допринос при развојот на нови лекови, затоа што новите лекови тоа се комбинација на одредени материи, на одредени субстанции, на одредени атоми и молекули кои што се интегрираат во одреден лек и потоа тој се испитува долго време, се истражува како тој ќе се однесува во човечките клетки, во човечкото тело, кој ќе биде бенефитот, кои ќе бидат нюс појавите од тој лек. Вештачката интелигенција и алгоритми во таа насока можат да генерираат голем број на комбинации од молекули, субстанции и материјали, милиарди комбинации можат да генерираат и истите да ги симулираат, да предвидуваат како тие би се однесувале, што ќе направат, какво дејство ќе имаат врз база на пациентот во прилекување на одредена болест, кои би били нюс појавите и да ги филтрираат најдобрите можни комбинации понатаму за истражување, за градење и за примена кај одредени пациенти. Така што и во делот на подобрување на фармацијата, вештачката интелигенција ќе даде свој голем придонес. Понатаму, да речеме, може сега веќе постојат такви уреди кои што се носат на човечкото тело, дали во некоја форма на прстен или некаков друг вид на сензор, кои што тие можат да мерат разни витални параметри. ЕКГ на откуцај на срцето, потоа притисокот, температурата, други параметри. Тие податоци да ги праќаат преку одредена технологија, да речеме Bluetooth до мобилен телефон, па тој да ги праќа до некаков центар за обработка на информации, тамо да се забележи дали лицето се наоѓа во одредена, дали неговиот кардиограм на срцето е во некоја прединфарктна состојба или во некоја друга состојба, па тоа пред време да се алармира, да бидат забележани, обработувани тие податоци. Така да и здравствениот мониторинг на виталните параметри на човечкото тело ќе биде една од областите во иднина која што ќе биде овозможена од вештачката интелигенција и ќе даде придонес
во зачувување на човечки животи и за зголемување на животниот век на самиот човек. Ово е интересно што го кажате со одредени предмети што би ги носели да можат да одредат. Дали на сајмот, на конференцијата се спомна и за рано откривање или превенција од од ракот, од карциномот? Да. Анализата на медицинските слики добиени од медицинските апарати, кои што многу добро, па и подобро од самите луѓе лекари ја прават веќе машините, тие можат да забележат и на одредени слики појави на канцер кои што човекот не го забележал. Има и има многу такви примери низ светот, каде што одредено лице во одреден временски период правило некаква магнетна резонанција или компјутерска томографија и на неа не се забележувало ништо посебно значајно и луѓето лекари дале извештај дека тие снимки се бројат и сака така. Меѓутоа после една година или после одреден временски период на нови снимки кои што ги направило истото лице се појавува некаква лезија или некаква состојба која што укажува на карцином. А ова доколку било со вештачката интелигенција? Доколку и сега имаше такви истражувања кај што тие стари слики на кои што луѓето лекари не дале забелешка дека таму има појава на одреден тумор, биле ставени на анализа на вештачка интелигенција и тој ја детектирал дека има одредена во мала форма одредена точка кај што се забележува тој тумор уште на старите претходни слики кај што самиот човек не можел да ги забележи. Понатаму најверојатно вештачката интелигенција ќе даде голем придонес и во анализата на човечкиот геном, податоците за тоа како функционира човечкото тело, како е изградено човечкото тело, клетките како функционираат се дадени во ДНК молекулите. Информациите во тие ДНК молекули се запишани преку 4 бази: аденин, гванин, тимин и цитозин. Тие 4 бази формираат шифри од по 3 бази. 3 бази одредуваат одреден код и врз база на тие анализи може вештачката интелигенција, бидејќи таа може да анализира огромни количини на податоци и да забележи одредени шаблони, појава на одредени шаблони, да пронајде такви шаблони кои што ќе укажуваат дека кај одредени лица според нивната генетска состојба, генетски код што го носат во нивните ДНК молекули е можно да дојде во иднина до појава на карциноми, до појава на Алцхаймер, Паркинс и други видови на болести, страшни болести и со голема веројатност може да се тврди дека во иднина уште рано пред да се појават таквите состојби ќе се превземаат и може да се превземаат одредени активности за да целосно се спречат или па да се ублажат тие состојби кои што би се појавиле. Ако зборуваме за заштита на приватноста на пациентите со вештачката интелигенција, може работите да излезат од контрола? Тука треба многу да се внимава околу заштитата на податоците и тоа е поле кое што понатаму во иднина се повеќе ќе се развива, доколку вештачката интелигенција може да објави лични податоци, доколку дојде до тие лични податоци. Незините алгоритми може да ги обработат тие лични податоци и да ги и во некои случаи да ги објават таквите податоци. Така што кога се работи за идентитет, за лица, а особено со чувствителни медицинските податоци, здравствените податоци на лицата, многу треба да се внимава како истите тие податоци ќе бидат ставени на обработка на вештачката интелигенција. Да бидат вградени механизми, алгоритми да не дојде до објавување на злоупотреба и објавување на податоци кои што ќе еднозначно ќе го одредат лицето за кои што се однесуваат тие податоци. Претходно спомнавме дека во Македонија има голема база на податоци и дека бевме една од првите земји што собра многу голема количина на податоци во мој термин и доколку ние во иднина ги обработуваме тие податоци со вештачка интелигенција за да можеме да заклучиме за одредени состојби кај одредени лица или да пронајдеме одредени шаблони што ги има таму. Да речеме, ако некој додека бил 25 или 30 години имал одредени состојби и тие состојби кај тие лица што ги имале покажуваат дека на 60 години они би ги имале тие и тие диагнози,
тие податоци на обработка на вештачката интелигенција треба да ги дадеме без да има податоци за лицето кај кој што ги има тие состојби. Значи треба да се анонимизираат податоците пред да се дадат на обработка, а доколку понатаму вештачката интелигенција треба да предложи некаков план за предвидлива медицина, за персонализиран медицински третман на одредени лица, треба да се побара согласност од тоа лице, писмена или дигитална согласност тоа лице да даде, за да може неговите или незините податоци да бидат обработувани, прашани, така и да бидат прашани, да бидат обработувани од таа вештачка интелигенција. Инаку доколку спомнавме тоа дека ќе се зголеми многу ефикасноста, дека ќе се зголеми, ќе возможи да се зголеми животниот век, дека ќе ги подобри увидите на медицинските работници, дека ќе овозможи со помалку медицински работници да се извршува поголем обем на работа. Тоа ќе води кон финансиско подобрување на состојбите и во фондовите за здравство и во целокупно во целата економија, затоа што одредени несакани здравствени состојби би можеле да се спречат или да се превенираат. Ќе се намали бројот на болнички денови, ќе се намали бројот на боледувања што би ги користеле луѓето и наместо да бидат на боледување, тие би работеле во компаниите или во институциите кај што работат и на тој начин целокупно ќе се зголемува и економската состојба и продуктивноста во целата земја. За какви инвестиции на државно ниво правиме муабет сега? Што ова значи во инвестиции? Како во јавен, така и во приватен сектор? Без нешто што не би можеле за неколку години. Прилично е скапо да се развие вештачка интелигенција од почеток, од нула, од from the scratch, што викаат странците. Така реков, така? Многу е ние да бидеме тие кои што треба да го воведеме ова. Понатаму ќе биде лесно. Меѓутоа од нула да го воведеме тоа е многу тешко, затоа што немаме доволно ни стручни лица, а треба и големи дата центри кои што ќе имаат голем број на чипови кои што може да извршуваат голем број на операции во секунда за да можат да се учат тие невронски мрежи за да може да дават одреден резултат. Ние сега во овој период, за во иднина можеби треба и да градиме и самостојно да работиме нешто, да даваме некакви сервиси, него сега најоптимално ќе имплементираме вештачка интелигенција така што ќе ги користиме тие системи за вештачка интелигенција кои што се развиени во светот, како OpenAI, односно компанијата што го развива ChatGPT. Они имаат така наречен API, односно Application Program Interface. И ние преку кориснички софтвери можеме да ги користиме, ние преку тој API можеме да ги користиме функционалностите што ги дават нивните системи на вештачка интелигенција, нивните невронски мрежи, а не да ги градиме од почеток. Затоа што градење од почеток на невронски мрежи, тоа се инвестиции што се мерат во десетици милиарди, па можеби и стотици милиарди долари. Значи, ние сега за сега треба да се насочиме кон тоа да преку кориснички програми и преку тие application program интерфейси ги користиме невронските мрежи и системите за вештачка интелигенција што ги развива и Google, тоа е Gemini, OpenAI на ChatGPT, IBM има систем Watson што се вика, тоа е еден од постарите системи за вештачка интелигенција, потоа Microsoft има негов систем, има кинески компании што развиваат од постоечките да се вмрежиме, значи. Значи ние мора да ги користиме, треба во овој момент да ги користиме функционалностите што ги обезбедуваат преку тие application program интерфейси големите компании кои што развиле и развиваат вештачка интелигенција. Сами од почеток, сега во овој момент не можеме ништо да направиме. Каде ја гледате вештачката интелигенција за 5 години? Не само во земјава, туку и на глобално ниво. Вештачката интелигенција на глобално ниво, па и во земјата ќе подобри и ќе промени многу сфери во општеството. Таа ќе направи да многу професии исчезнат, да се појават многу нови професии и да се имат увиди во одредени состојби, во одредени сфери какви што не можеме да имаме без да има вештачка интелигенција, без обработка на тие огромни количини на податоци и врз база на кои што можат да се пронајдат одредени шаблони
кои што било кој не може сам да ги увиди и да извлечеме одредена мудрост, одреден виздом од голема база, од голема количина на податоци. Сметам дека таа ќе биде помошник на човекот, кој што ќе асистент во многу сфери кои што ќе го олесни неговото работење. И тие на некој начин може да се каже дека вештачката интелигенција во исто време и ќе ги изголемува и ќе ги намалува разликите. Доколку во одредена професија работат лица кои што имаат различен интелектуален капацитет. Некое лице има поголем интелектуален капацитет, друго има помал интелектуален капацитет. Ако двете лица употребуваат вештачка интелигенција како нивни помошник, разликата меѓу нив ќе се намалува. Меѓутоа, доколку имаме лица, да речеме, што работат одредена професија, што имаат ист приближно интелектуален капацитет, ако едното употребува вештачка интелигенција, другото не, разликата меѓу нив ќе се зголемува. Истото тоа ќе важи и на ниво на институции, и на ниво на компании, и на ниво на држави. Значи, ние мора да ги применуваме тие технологии што побрзо, за да нашата земја не губи чекор со остатокот од светот и да се намалува разликата во сферата на развојот на економијата и на општеството и на животот на човекот и во стандардот и во продуктивноста меѓу развиените земји и нашата земја. Колку во Македонија има техничко подкован IT кадар? Овие машини, овие софтвери, овие програми треба некој да ги вклучи, да ги работи. Ние за жал доста квалитетен IT кадар последните децении ја напушта нашата држава и оди во други земји. Меѓутоа, имаме можности да ги подобриме системите и условите на нашата земја, институциите. Ние се наоѓаме на... Да не ги пропуштаме тие експерти. Да не ги пропуштиме таквите експерти. Ние се наоѓаме на одлично климатско-географски услови. Тука сме домаќини во оваа земја, имаме имот, куќи, станови, ниви, имаме роднини, пријатели и така натаму. И многу подобро е тука да се организираме да живееме, отколку да напуштиме и да отидеме во некои земји каде што се и полоши климатските услови и кај што таму ќе бидеме странци. Кај што ќе бидеме странци. Значи треба да направиме се што можеме да направиме тука да ги подобриме условите. А за една од работите што треба е да го спречиме одливот на интелектуална сила, односно да го спречиме brain drainот, да ги оставиме мозоците да живеат тука, и тие со нивните размислувања, со нивните креации ќе ги подобруваат состојбите. Во овој момент мислам дека немаме ниту финансиски капацитети, ниту интелектуално доволно капацитет од нула да правиме вештачки системи за вештачка интелигенција, да ги правиме сите тие комплексни архитектури од хардвер, од градење на самите модели кои што ќе можат да ги анализираат податоците и врз база на нив да даваат одредени резултати. Затоа што тоа бара и многу големи инвестиции, ние сега тоа што е оптимално да го направиме е нашите експерти што ги имаме тука да ги поттикнеме и во државниот сектор и во приватниот сектор да ги користат функционалностите кои што се отворени од компаниите кои што веќе имаат изградено системи за вештачка интелигенција кои што ги спомнав. Тие овозможуваат преку тие така наречени апликацијски програмски интерфејси да се користат нивните функционалности и ние не треба да размислуваме како тоа внатре е направено, како тоа функционира, туку треба да размислуваме како да ги користиме тие функционалности и да правиме апликации и системи што ќе дадат дополнителна вредност. И тоа овозможува и тие системи да ги продаваме понатаму, да ги нудиме низ целиот свет. Како производ. Како производ. Тоа е да речеме како ние кога го возиме возилото, ние го гледаме интерфејсот со кој што го управуваме возилото. Тоа е воланот, кумплукот, кочницата, гасте и менувачот. И ние кога го возиме возилото, ние размислуваме како да тој интерфејс да го користиме, да го свртиме, да го управуваме. Не размислуваме како тоа внатре е направено. Така и во овој момент ние не треба многу да размислуваме околу тоа да ги направиме сами тие системи, затоа што, како што реков, тоа се и големи финансиски издатоци и многу експертски персонал кој што во моментот го немаме. Ние треба да размислуваме како да ги користиме тие функционалности
за одредена финансиска надокнада кои што они го овозможуваат. Пред неколку дена министерот за дигитална трансформација ми беше гостин и потврди дека повеќе инвестиции има приватниот сектор во областа на дигитализацијата, отколку што тоа го направила државата. Колку ќе биде проблем државата да се дигитализира според вас? Државните институции се уште има неповрзани институции. Тие мора дигитално да се трансформираат. Ја во многу интервјуа и во електронски и во печатени медиуми имам зборувано на таа тема. Во државните институции нема доволно IT кадар. И една од најтешките работи во владата е на Министерството за дигитална трансформација, затоа што тоа министерство се формираше со оваа влада, самото не постоеше, самото себе треба да се формира и дополнително тоа треба да ги дигитално да ги трансформира сите државни институции. Значи прилично тешка задача, треба да се најде модел како да се направи таа дигитална трансформација. Инаку мора да државните институции да ја направат таа дигитална трансформација, затоа што ако не ја направат, нема во нашата земја нема да има доволно добри и ефикасни услови да функционираат нашите граѓани, нашето население и нема да има доволно добра рамка да се води бизнис. Значи бизнисот кај нас ќе функционира во поотежнати услови за разлика од земјите каде што има дигитална трансформација. Да речеме со други аналогни зборови да го кажеме, ако кај нас некој човек треба да трча на 100 метри со 10 килограми тегови да носи на него, а во друга соседна земја дигиталната трансформација е поголема и таа компанија, односно тој човек треба да трча без тегови, тој ќе биде многу по-конкурентен од нас. Значи мораме дигиталната трансформација, таа значи зголемување на ефикасност. Еве сите, например, ние сме свесни сега дека многу полесно е да се плати одреден налог и да се изврши трансфер на пари од канцеларија, да се стави токенот од банката, да се отвори веб апликација и да се пополни налогот и да се платат парите. Тоа може да се направи за максимум 1 минута. Пред да постоеше тоа електронско банкарство, ние требаше да пишуваме хартиен налог, па го пишуваме, пополнуваме со пенкал, па се подпишуваме, па ќе го пополниме, па ќе однесеме во банка, чекаме на сат, се враќаме назад. Значи на нас тоа ни требаше 2 сати време да ја завршиме таа. Ако погрешиме нешто во пишување со пенкало на налогот, треба да земеме нов налог, па да почнеме од почеток и така натаму. Сакам да кажам дека колкава е разликата во ефикасност само за една таква работа. Сите други услуги за оваа услуга колку е голема ефикасност. Се друго што даваат државните институции, услуги и према граѓаните и према стопанството, мора да го дадат низ дигитална форма преку информациони системи. Тоа ќе овозможи големи бенефити. А како тоа да се направи? Тоа не е лесна задача, тоа е тешка задача. Јас сум зборувал на многу емисии. Прво, една оптимална варијанта кон која што може да се оди е тоа државата да направи свој државен дата центар, односно клауд. Ние сега имаме околу 1350 институции, можеби со локалната самоуправа тоа ќе биде на 1500. Секоја институција е многу неоптимално и неефикасно да гради своји информациони системи. Тој информационен систем треба да се состои од сервери, од мрежна опрема, од оперативни системи, бази на податоци, апликацијски сервери и така натаму. И нивото на користење на таа опрема за институцијата не е многу голема, затоа што има одреден број на трансакции, може да се движи 10%. Другото се е idle mode, не е искористено. И во многу институции има информационите системи кои што не се доволно искористени. Дополнително, што нема доволно кадар да ги одржува тие информациони системи. Тоа е поголемиот проблем. Затоа оптимално е ние сето тоа да го ставиме во еден државен дата центар и тамо да се делат ресурсите меѓу различни институции. Еден сервер, еден хардвер, една мрежна опрема, една опрема за cyber security да ја делат, да ја шеруваат повеќе компании. Значи мора да направиме државен дата центар, да се тамо споделуваат ресурсите и исто така добро би било целиот IT кадар што е задржан во државните институции да се собере да работи во една институција. Јас тоа на времето уште пред 5-6 години го викав дигитална агенција, да се формира таква дигитална агенција, целиот кадар да се концентрира тамо, да се дадат компетитивни плати на вработените во таа дигитална агенција и тие да го обслужуваат државниот дата центар
и се што е потребно од информациона гледна точка на државните институции, и дигитална трансформација и примена на вештачка интелигенција. Тамо ќе концентрираме луѓе, повеќе луѓе што знаат оперативни системи, Windows, Linux, што знаат бази на податоци, што знаат мрежи, што знаат cyber security, што би ги мониторирале тие информациони системи. Се ќе биде концентрирано на едно место и тие многу поефикасно ќе работат. Се зборува многу често тука и за интероперабилност, за соработка и односно размена на информации меѓу институции. Ако ние ги овозможиме институциите, нивните информациони системи да се хостираат во тој државен клауд, односно државен дата центар, и таа интероперабилност би била многу полесна, затоа што се ќе биде на едно место. Размената на информации би се одвивала многу брзо преку локална мрежа. Дали овие идеи, да ве прекинам за кратко, ги дадовте до главата? Тие идеи многу е кратко времето да се образложуваат. Јас сега во кратки Не знам дали ова што ми го кажувате мене за една ваква агенција, за една ваква институција, ги предложивте на надлежните. Јас имам зборувано за тие идеи, за тие концепти, како може тоа да се направи, и има многу мои интервјуа во печатени медиуми, има на многу телевизиски емисии, конкретно треба да тропнете на врата на Илинденска да ми го кажете ова, за да видиме како би се одвивало понатаму. Во таа насока може да се оди, тоа ќе даде оптималност на користење на ресурсите. Ние располагаме со одредена количина на ресурси. Ние тие ресурси зборуваме и за финансиски ресурси, за човечки ресурси. Ако сакаме да постигнеме поголем резултат, мора да ги користиме пооптимално. Тоа е и за машините и во физиката, коефициент на полезно дејство. Ние во машините имаме коефициенти на полезно дејство. Тоа значи дека во одреден систем вложуваме одредена количина на енергија, а добиваме корисна работа толку и толку. Треба со истата енергија што ја вложуваме, односно со истите и човечки ресурси, и финансиски ресурси, да овозможиме да се добива поголем резултат. Максимално, односно поголема ефикасност. Повеќе од месец дена веќе, ако не и повеќе, кулата на водно функционира, така? Па, на кулата на водно се завршени во најголем дел сите работи што треба да се завршат. Видов ваша објава дека веќе функционира, дека таа е пуштена во промет, ако може така се каже? Не е дека е пуштена во промет, останува уште некои работи кои што во голем дел зависат од некои административни процедури, и последно што е останато, тоа е приклучување на кулата на мрежата од Евона. Значи, за тоа се потребни некои урбанистички планови од град Скопје, од Министерство за транспорт и така натаму. Се надеваме дека тоа многу брзо ќе се заврши, но во многу краток временски период. И понатаму останува, ние ги превземавме сите активности за приклучување кон Евона. Ги чекаме тие административни документи, понатаму останатата работа многу брзо ќе ја завршиме и кулата ќе може да се пристапи кон технички приеми, добивање на употребна дозвола. Значи, претходно што натрупаните проблеми што беа последните 10 години како се гради кулата, во најголем дел, значи сите проблеми се разрешени, и како што може и да се види дека околу неа веќе и кранот е симнат, и решен е проблемот со пречистителна станица, резервар за нафта и така натаму, се што имаше нерешено, така што створени се сите услови во најкус временски период таа да добие употребна дозвола и да може да се користи. Понатаму, за да... Ке имаме ли подобра мрежа, на што сакаат граѓаните да слушнат? Подобра мрежа на мобилната телефонија? Таа кула ќе се користи, неколку домени на функционалност ќе има. Едниот домен ќе биде, таму може да се види дека на неа има 4 платформи. Едната платформа ќе биде за македонска радиодифузија. Таа ќе може да на кулата да постави своји антенски системи, во таа нејзина платформа што има 200 метри квадратни простор да постави одредена опрема. Таму пред се во иднина треба да се размислува за тоа Digital Audio Broadcast DAB радио. Значи они мора да радијата низ Македонија од аналогни да поминат во дигитално радио, може да ги постават и антенски системи и на таа кула. Потоа нареден домен на примена кулата ќе има за војската и полиција. Една од платформите ќе делат меѓусебно војската и полицијата и ќе можат да постават своја опрема за своји потреби и на кулата и простора да го користат за тоа. Едната платформа ќе биде за мобилните оператори, се надевам, сега имаме 2 мобилни оператори, се надеваме дека во скоро време ќе има
3 мобилни оператори ќе можат да постават своја опрема и антенските системи што ги имаат мобилните оператори на врвот на водно, да ги соберат сите да бидат на кула. На едно место. Нов оператор кога ќе дојде, кога ќе нема да има потреба да гради своја базна станица, да бара употребни дозволи, да ја гради, да ја поврзува на електрична енергија, тоа веќе се ќе биде припремено и само ќе треба да ја постави опремата на таа телекомуникацијска кула и да може да овозможи сигнал во околината на Скопје. Каде започни работава тогаш? Што е со добивањето на техничка дозвола, ЕВАНа? Се очекуваше многу порано да бидат завршени сите овие работи. Се надеваме дека сега завршија и локалните избори. Имаше да, се чека уште завршија локалните избори, меѓутоа уште не е прогласено од Државната изборна комисија дека се завршени, така што штом ќе завршат и официјално, многу брзо ќе се пристапи кон целосно официјално пуштање на кулата и кон барање за употребна дозвола и добивање за таа употребна дозвола и потоа сите тие субјекти кои што ги спомнавме да можат да пристапат кон монтирање на своја опрема на кулата и истата таа да може да се користи. Господин Симов, отворивме неколку битни теми кои што ќе бидат многу актуелни во периодот што следи. Дигитализацијата и вештачката интелигенција се на самиот почеток кај нас, кога ќе разработуваме дел од подтеми, што би се рекло на некои од нашите емисии, ќе бидете повторно викнат како голем експерт за оваа дејност, па се надевам дека ќе ве видиме повторно во студиото. Благодарам многу, тука сум на располагање, се што треба да дадеме придонес и да помогнеме. Да, јас морам да кажам, никогаш не сте ме одбили за гостување, секогаш сте излегувале во пресет, да ви се благодарам уште еднаш. Благодарам. Граѓаните има што да слушнат од вас. Почитувани, сега ќе направиме уште една кратка пауза, а потоа одиме со третиот разговор во студиото.